Еве сме во студиото на Македонија денес, подготвени да ја стартуваме нашата емисија со првата тема. Како што најавив на самиот почеток, се наоѓаме во еден период кога навистина околу нас има голем број на настинати луѓе, има голем број на вируси, грипот владе и се повеќето од нас потпаѓаат секако по некоја настинка во овој временски период, секако на ниски температури. Зошто доаѓа секако во овој период до вакви појави? Дали нашиот имунитет можеби е послаб и колку всушност имунитетот ја игра улогата во превенцијата на нашето здравје во однос на грипот и настинките? Дали храната секако може да делува на самиот имун систем и многу прашања секако поврзани со имунитетот и како да се заштитиме впрочем од грипот и од настинките благодарение на исхраната која што ја конзумираме. Во текот на денешното издание на Македонија денес дознаваме од пријателот на нашата емисија кој што е секогаш расположен да даде одговори поврзани со исхраната и незиното влијание врз нашето здравје. Веќе претпоставувам дека знаете, станува збор за Сашко Дрвошански, нутриционист. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. И уште еднаш еве на почетокот да искористам можноста на гледачите на вашата телевизија да ја честитам новата година и божичните празници. Да, и ние вам ви честитаме новата година и ви посакуваме година исполнета пред се со многу здравје. Во секој случај да здравјето биде на нашето прво место, секогаш да се грижиме, а и да научиме како преку исхраната секако да делуваме за подобра здравствена состојба. Како што кажав, во период сме кога има навистина настинки, грип, вируси, се бориме секојдневно да ги избегнеме, а можеби да не го фатиме делот овие настинки и заболувања, да избегнеме некако, но околу нас постојано има некој кој што подкашлува, е настинат, доаѓа на работа, децата се движат во градинките, во училиштата, низ игрите и во секој случај бараме начин како да превенираме во однос на појавата на грипот и на настинките. Јас споменав дека туку имунитетот можеби има главна улога, но би сакала ете вие да ни кажете малку повеќе околу тоа која е поврзаноста секако на јачината на имунитетот и како всушност храната влијае врз тоа каков имун систем ние ќе имаме, а потоа тој да се одбрани од грипот и од настинките. Така. Па веднаш најнапред да кажеме, верувам дека и гледачите во основа тоа го знаат, дека функцијата на имуниот систем на човекот како посебен органски систем е токму заштита и одбрана на организмот, како од надворешни патогени влијанија, патогени микроорганизми како што се бактериите, вирусите и така натаму, така и од севкупните несакани дејства врз нашиот организам, било каква траума, повреда физичка доколку имаме на нашиот организам, дури и одредени промени што се случуваат во организмот и одредени можеби и природни физиолошки процеси кои што доведуваат до оштетување и изумирање на самите клетки, се повторно работа и задолжение на имуниот систем. Тоа е важно да го напоменам на самиот почеток, затоа што треба да разбереме дека функцијата на имуниот систем е многу комплексна, многу сложена, многу сегменти опфаќа таа работа на имуниот систем, на органите од имуниот систем, а не само заштита од инфекциите, од бактериите, од вирусите. Тоа го кажувам затоа што постојано во нашиот организам се случуваат различни промени на кои што можеме да влијаеме во однос на начинот на живот и во однос на начинот на исхрана, кои што директно или индиректно исто така го засегаат, односно имаат влијание на имуниот систем и можат да играат улога во тоа колку нашиот имунен систем ќе биде спремен и ефикасен да се одбрани конкретно и од нападите на овие патогени микроорганизми, бактерии или вируси кои што ги имаме сега посебно во текот на есента и зимата во зголемен број. Не само храната, туку и севкупниот начин на живот влијае на имуниот систем, затоа што доколку ние имаме зголемено количество на стрес на подолг период, тоа негативно се одразува на имуниот систем и ќе го ослабне нашиот имун систем и ние потешко ќе можеме да се справиме со сите оние инфекции, да кажеме, вируси, бактерии кои што не обкружуваат. На краток период одговорот на стрес на организмот делува антивоспалително и дава поддршка на работата на имуниот систем, зголемената секреција на кортизолот, да кажеме. Но на краток рок, долгоречно, тоа создава состојба за која што науката потврдува дека негативно влијае на имуниот систем. Понатаму, општиот замор или премор на организмот или нередовното и недоволно спиење исто така негативно се одразува на имуниот систем, бидејќи во текот на спиењето, во текот на ноќта се одвиваат многу регенеративни процеси во нашето тело,
кои што доколку не се одвиваат правилно и целосно, исто така ќе се одразат и на тоа како нашиот имун систем ќе изреагира. И многу важно е да споменеме дека надворешната околина, односно начинот на живот, исто така влијае и негативно може да се одрази на нашиот имун систем, бидејќи, како што кажав, имуниот систем е задолжен за севкупна обнова и регенерација на клетките во сите наши ткива и органи. Во услови на една загадена и контаминирана средина, контаминација со токсини преку воздухот, особено ние сме сега сведоци во Скопје, па и на ниво на цела држава, дека не е доста загаден воздухот, но во најголема мера контаминација на нашиот организам со токсини кои што ги внесуваме преку храната. А тоа се сите оние пестициди и химикали кои што ги внесуваме преку земјоделските производи, тоа се сите оние адитиви и додатоци во исхраната, вештачки бои, вештачки ароми и така натаму, кои што преку процесираните производи ги внесуваме. Тие остатоците од тешки метали и така натаму, сите тие на едно место можеме да ги ставиме во групата на слободни радикали, односно реактивни молекули кои што ги оштетуваат нашите клетки и ткива. И во такви услови на оштетени клетки и ткива, имуниот систем има задача да ја контролира и да ја регулира таа обнова, практично замена на старите оштетени клетки со нови клетки. И сега, доколку тој процес е изразен во нашиот организам, оксидативен стрес се вели цело тоа оштетување кое што можат слободните радикали да го направат. Доколку ние сме изложени и имаме покачено ниво на оксидативен стрес, во тој случај добар дел од нашиот имун систем, односно неговата сила или неговите ресурси ќе бидат ангажирани во тој сегмент на регенерација на организмот, па би бил ослабнат оној друг сегмент со кој што тој ќе може ефикасно и успешно да не одбрани од бактериите и вирусите кои што не напаѓаат. Затоа, значи, треба да внимаваме севкупно каква храна конзумираме. Дополнително сакам да кажам дека, да кажеме, и хлорот кој што ја контаминира водата и одредени други химикали кои што исто така преку храната или водата можеме да ги внесеме, ја оштетуваат цревната микрофлора која што има многу важна симбиотска улога и исто така има голема улога во регулација и функција на имуниот систем на човекот. И во најголема мера и најдиректно од исхраната негативно влијание на имуниот систем имаат додадените и рафинирани шекери, за кои што точно научните истражувања покажуваат дека редовниот прекумерен внес на додадени рафинирани шекери во исхраната го ослабува нашиот имун систем, како во апсорбцијата на витални нутриенти кои што се потребни за правилна функција на имуниот систем во самите црева, така и на клеточно ниво. Точно истражувањата потврдуваат дека кога во меѓуклеточниот простор имаме голема концентрација на гликоза, бидејќи да кажеме внесот на гликоза, транспортот на гликоза во самата клетка и некои други витални нутриенти, например и витаминот С, тие делат некои исти транспортни механизми. И доколку имаме зголемено присуство на гликоза постојано, тоа ќе го оневозможи, односно ќе го попречи, например, внесот на витамин С во самата клетка, општо во клетките на организмот, па така и во клетките од имуниот систем, кој што негативно ќе се одрази, бидејќи, например, витаминот С е исто така една важна компонента во правилната функција на имуниот систем. Така што сите овие примери, всушност постојат и други, се доволни за да покажат на тоа дека навистина начинот на живот и исхраната може и има многу големо и директно влијание на состојбата на нашиот имун систем. Да, во секој случај, вие споменавте дека голем дел од намирниците кои што секојдневно ги користиме негативно влијаат врз нашиот имун систем, но колку ние како граѓани имаме навика кога ќе отидеме во маркет да погледнеме составот на продуктот кој што го купуваме, адитивите, додатоците, колку знаеме да се заштитиме себе си гледајќи дека на даден продукт има адитиви кои што можеби штетно влијаат на нашето здравје? Па мислам дека не доволно. Во секој случај, еве, постојано моите препораки, верувам и на другите нутриционисти, па и на докторите, се во насока на тоа да се купуваат што поприродни производи, да се читаат декларациите, затоа што навистина процесираните производи негативно влијаат на нашето здравје. Особено децата, тука ќе ги споменеме, кои што многу ги сакаат тие продукти. Особено за децата, јас затоа и додадов особено додадените рафинирани шекери, кои што се многу често застапени, еве, посебно можеби овој период во празниците во исхраната на децата, прекумерно. Многу често тие кондиторски производи
баш се полни со контаминанти, со различни вештачки бои, вештачки ароми и така натаму. И сите тие негативно се одразуваат на севкупното здравје на организмот, но конкретно еве сега велиме и на здравјето и функцијата на имуниот систем, и треба да бидеме посвесни, како што кажав, ние постојано истакнуваме дека е важно да се одбираат чисти природни продукти, доколку можеби и не можеме ние секогаш да најдеме органски производи, а се почесто се достапни на нашиот пазар, меѓутоа треба да купуваме намирници кои што доаѓаат, кои што можеме да ги најдеме во онаа природна форма, дали е тоа значи зеленчук, овоше, јајца, месо, а не преработени, процесирани производи, бидејќи во тие процеси всушност се додаваат сите оние адитиви и конзерванси кои што се неопходни во процесната индустрија за одржување на квалитетот и на исправноста, да кажам, на самиот производ, така што можеме ние, доколку сме свесни, доколку сакаме да обрнеме повеќе внимание и на тој сегмент, и пред се, значи, она што е најважно како порака е да знаеме што е она што негативно може да влие на нашиот имун систем и севкупно здравје, и да гледаме тоа да го елиминираме од исхраната или да го минимизираме, но важни се, еве во текот на разговорот сега можеме да кажеме и кои конкретно нутриенти се потребни на имуниот систем за тој да функционира правилно и добро. Да, дефинитивно дека и гледачите ќе ги интересира, а и нас овде, кои се производите кои што треба да ги конзумираме за да влијаеме позитивно врз нашиот имун систем и пред се секако да се заштитиме од заболувања, вируси и сето она што го напаѓа нашиот организам. Така. Еве прво да и кажеме кои се оние нутриенти кои што може да се најдат во различни производи, јас и ќе напоменам во кои намирници можеме да ги најдеме, кои што се неопходни за имуниот систем да функционира правилно и за да се развива правилно. Без некој посебен редослед да кажеме по важност, меѓутоа еве да ги спомнеме кои се секако најважните. Многу голема улога во функцијата на имуниот систем има витаминот А или ретинолот, бидејќи тој е важен за правилен развој и диференцијација на сите клетки во нашиот организам, па така и за клетките од имуниот систем. Исто така, оптималните нивоа на витаминот А во нашиот организам помагаат да се одржи здравјето или многу побрзо да се регенерираат сите оние слузокожни мембрани или лигавици кои што ги обложуваат органите од дишниот систем, па ќе овозможат и многу подобра нивна функција, поголема отпорност, побрза регенерација во случај на нивно оштетување при одредени настинки и вируси, а витаминот А во активна форма како ретинол ќе го добиеме практично од било кој производи од животинско потекло, додека во како провитамин А многу ефикасно и лесно исто така можеме да го внесеме преку внесот на моркови, преку внесот на зелен лиснаст зеленчук, жолтите и портокаловите пиперки, практично сите производи кои што имаат некоја портокалова боја, и релативно лесно преку храната, меѓутоа доколку внесуваме таква храна која што ги содржи, кој што го содржи витаминот А, можеме да го снабдиме организмот. Понатаму многу важна, можеби и клучна улога која што се откри и се дефинира од страна на науката во текот на последните години е улогата на витаминот Д. И тоа е всушност една од причините зошто во текот на есента и зимата сме поподложни на настинки и на заболувања од бактерии и од вируси, затоа што во нашиот организам недостасува витамин Д, кој што во текот на пролете и летото лесно можеме да го синтетизираме преку со помош на сонцето, меѓутоа во текот на зимата не можеме, и науката потврдува дека покрај тоа што гледачите верувам дека знаат, тој игра улога во метаболизмот на калциум, меѓутоа науката сега потврдува дека тој има многу големо имуномодулаторно дејство, помага во регулација и правилен развој, правилна функција на те регулаторните лимфоцити, особено што се наоѓаат долж лимфните јазли, лимфните садови долж цревата, кои што се некоја прва линија на одбрана на нашиот имун систем. Има и други функции, меѓутоа е клучен затоа што во текот на зимата ни недостасува и тоа е причина за ослабнат имунитет, и јас во таа насока веднаш би препорачал дека е многу важно како децата така и возрастните да се суплементираат со витамин Д. Да, тука веќе го имаме и нашиот прв гледач за нашиот утрински разговор на оваа тема, па остапуваме простор. Велиме, добро утро, за кого? Ме интересира вака се станав и баш сакам да прашам за керката е возрастна, но ја како мајка вика ме интересира, она многу често херпес добива. Мислам има бебе и многу често ја фаќа тоа, мислам херпес, дали намален имунитет или стрес. Дали може да ми одговори докторот нешто, некоја превентива за тоа, мислам, за тоа херпес, нон-стоп така, мислам, температура не, ама херпесот.
а нема температура некојаш, така ќе излезем. Обично на исто место над подносот така. А исто и ние, еве јас сум 60 и нешто, ме интересира за витамините исто. Имам почетна база на остеопороза, можда ова не е соодветно со ова. И ова ми даде да пијам една апче, еднаш во месец, и деос примам, витамини тоа, а тоа апче не го примам, пошто ми страв нешто во врска со грлото, не треба да легнеш, ова. И се дали може нешто друго вака да ни каже баш, ако, пошто не се упучи, може не е оваа тема, за тоа нешто за витамини кои да ги примаме за коските не. Ви благодариме многу за јавувањето. Секако сме разговарале на оваа тема, но ќе дадеме повторно кус одговор за вас. Најпрве неве да се навратиме на прашањето поврзано со појавата на херпесот. Голем број на луѓе имаат проблем со честа појава и повторно појавување на херпесот на дадена иста локација. Тоа е вирус кој што си го носи самиот организам и оние лица кои што се носители практично не можат да се ослободат од вирусот како таков, меѓутоа она што може да го направат е да ја зголемат ефикасноста на својот имун систем, бидејќи во услови на намален имунитет, во услови на стрес, како што кажав јас, бидејќи стресот директно влијае негативно и го намалува имуниот систем, може повторно да се активира и практично да се манифестира самиот вирус. Јас да не ги кажувам сега во моментот конкретно оние елементи кои што имаат антивирално дејство, нека остане гледачот во текот на целиот разговор, ние точно ќе ги кажеме кои се сите оние, еве јас почнав да ги кажувам како нутриенти што се важни за да го одржиме јак имуниот систем, а понатаму ќе кажеме и конкретно кои продукти, да кажем, имаат баш антивирално дејство и помагаат за полесно уништување или контрола на вирусите. Така што ќе ги кажеме секако препораките во текот на разговорот. Во однос на другото прашање, ако тоа е надвор од темата, јас сосема накратко ќе кажам дека исклучително важен е витаминот Д и потребата од суплементација со витамин Д со цел да се стимулира апсорбцијата на калциум. Можеби и не е неопходно да се зема калциумот, бидејќи земањето на калциум во вид на суплементи може да биде и контрапродуктивно и да има негативни последици, доколку е тоа точно дадено и препорачено од страна на докторот, тогаш е во ред. Калциумот многу лесно можеме да го примиме преку исхраната, доколку еве стимулираме апсорбцијата со зголемен внес на витамин Д. Многу е важен внесот на витамин К2, бидејќи тој единствено успева и овозможува остеокалцинот како протеин од коските да излезе, да го врзе калциумот во циркулацијата во крвта и да го внесе во коските, инаку тој слободен калциум може да практично се напласти на некои несакани меки ткива или одозгора на коските, а не да се вгради внатре во коските. Многу е важно одржување на балансот и добри нивоа на магнезиум, бидејќи тој го одржува растворлив калциумот во циркулацијата, оневозможува негова пребрза екскреција, да даде простор тој да се вгради во коските, но многу важен е и колагенот кој што треба да го земе преку редовен внес на супи од коски или како додаток, затоа што тој е неопходен за да ја направи основната мрежа во коските каде што ќе може да се вградат минералите. Така да еве само неколку накратки препораки кои што за повеќе секако достапни се секогаш тука и може гледачите да добијат средба со вас на која што многу подетално ќе ги добијат сите информации поврзани со подобрувањето на нивната здравствена состојба и даден проблем. Ние застанавме кај витаминот Д, што понатаму е значајно за нашиот Значи кажа витаминот А, витаминот Д, многу значена улога се пробиотиците, односно одржување на онаа пробиотска флора во нашите црева, во дебелото црево, или практично нејзино одржување, нејзина исхрана за таа да се одржува диверзитетот на тие бактерии кои што се многу корисни и важни за нас, повремено и да се суплементираме, особено од децата, затоа што улогата на тие бактерии е многу поголема од улогата за правилна дигестија и целосна правилна функција на цревата. Значи точно науката потврдува дека те имаат клучна улога во комуникација и регулација на функцијата на повторно на Т-регулаторните лимфоцити и оној активен дел од имуниот систем долж цревата, кој што влијае на нашата борба и начинот како се справуваме со надворешни патогени микроорганизми. Така да пробиотиците, оние корисни бактерии, реков исто така се многу важен дел во континуитет да го одржуваме имуниот систем. И тука секако многу важни се минералите цинк, магнезиум и селен. Науката исто така потврдува дека ниските нивоа на селен
селен ја зголемуваат подложноста на организмот кон вирусни заболувања. Селенот можеме лесно да го земеме од било кој производи од животинско потекло или најлесно и наједноставно преку бразилските ориви. 2 до 3 бразилски ориви на ден практично ги обезбедуваат оние потребни оптимални нивоа на селен. Магнезиумот е важен за многу физиолошки и метаболни процеси, па така и во функција на клетки од имуниот систем. Тој лесно можеме да го добиеме преку внесот на зелен лиснат зеленчук, брокула, на јатките, на семињата, бананата и така натаму, но од минералите најголема улога има цинкот, особено ова го истакнувам и кај децата, кај детската популација, бидејќи тој е исклучително важен за правилен развој на тимусот или градната железда, која што е дел од имуниот систем и која што се развива во текот на пораѓањето во првите неколку години и особено е клучна за правилен развој на имуниот систем и правилна едукација на клетките од имуниот систем за својата функција понатаму во текот на животот. Исто така цинкот како минерал е многу важен за создавање на ензимот супероксид дизмутаза, кој што ќе помогне во намалување на оксидативен стрес и севкупните оштетувања кои што слободните радикали може да го направат на организмот и на тој начин ќе помогне во функцијата на имуниот систем. И исто така цинкот е многу важен за создавање на една сигнална молекула која што се нарекува human cytokine интерферон алфа, за која што науката потврдува дека го спречува реплицирањето, односно размножувањето на вирусите во нашиот организам. Така што цинкот како минерал кој што можеме да го внесеме преку внесот на животински производи, на посебно на риба и морските плодови, меѓутоа и на јатките, и на семињата, и на зеленчукот, игра клучна улога во одржување на имунитетот. И тука би го додал и витаминот С, да кажеме, кој што игра многу важна улога. Тој е потребен за многу различни биохемиски процеси, метаболни процеси во нашиот организам и науката денес многу јасно покажува, можеби не толку во функција на превенција, иако кој е одредени популации од граѓани, да речеме, кај постарата популација, науката покажува дека може да има улога и во превенција, меѓутоа истражувањата покажуваат дека улогата на С витаминот не е толку голема во превенција на заболувањата. Секако ние е потребно да внесеме оптимални количини на витамин С, бидејќи како што кажав, тој учествува во огромен број на други процеси. Меѓутоа, во услови кога еднаш имаме некои симптоми на некое заболување, концентрацијата и потребата на витамин С во клетките од имуниот систем многу кратно се зголемува. Така што во тие услови клетките имаат потреба од многу поголема концентрација на С витамин. На својата површина го зголемуваат бројот на рецептори со цел да примат поголема концентрација на витамин С и доколку ги имаме тие оптимални концентрации, исто така ќе овозможиме поефикасна функција на имуниот систем, односно истражувањата потврдуваат дека тие оптимални нивоа на витамин С го скратуваат времето на траење на некоја болест во нашиот организам. Значи елиминација на штетните продукти кои што делуваат на нашиот имунитет и зголемување на овие позитивните кои што можат на позитивен начин да делуваат е решението против грипот, настинките, вирусите и одредени заболувања. Решение за да одржуваме ние на долг рок активен имун систем кој што ќе биде доволно ефикасен, да кажам, во справување со болестите. Јас го истакнувам зборот ефикасен, а не силен. Многу често ние говорно кажуваме силен имунитет, меѓутоа ние не сакаме силен имунитет, затоа што силниот имунитет значи можеби преактивен имун систем и преголем инфламаторен одговор. Бидејќи она што треба гледачите да го разберат е кога нашиот организам е нападнат и изложен на некоја провокација од страна на некои патогени микроорганизми, имуниот систем е тој кој што го активира тој инфламаторен одговор и реагира со покачување на температурата, со создавање на црвенило, на оток, болка и така натаму. Тоа е всушност реакција на самиот имун систем. И таа е природна и нормална како реакција на одговор, значи на таа провокација од страна на микроорганизмите. Меѓутоа, доколку таа реакција е премногу силна, ние многу повеќе ги чувствуваме оние последици и се чувствуваме всушност болни, многу повисока температура, многу поголеми отоци имаме, болки, дали е тоа во пределот на грлото и така натаму. И затоа нас ни треба всушност ефикасен, мудар или паметен имун систем кој што ќе рекрутира најмалку ресурси или најефикасните ресурси кои што за најкратко време и со најмалку
малку гавама, да кажам, ќе успеат да се справат со оние предизвикувачи и патогени микроорганизми, и во тој контекст е многу важно исто така преку исхраната можеме да го регулираме инфламаторниот одговор на нашиот имун систем, а тука на пример помага во голема мера внесот на антиинфламаторни компоненти како куркумата или куркуминот како активна состојка, ѓумбирот, темјанот, и во најголема мера тоа се омега-3 масните киселини, посебно еикосапантаенската и декосахексанската масна киселина, кои што имаат многу големо антивоспалително дејство, односно го балансираат инфламаторниот одговор на телото, и исто така науката покажува за нив дека тие помагаат во функцијата и продукцијата на бета клетките, односно бета лимфоцитите, кои што се задолжени за создавање на антитела, кои што го прават оној стекнат имунитет, кој што нели еднаш кога ќе создадат тие антитела, понатаму доколку сме изложени на истите предизвикувачи, ние веќе сме подготвени и можеме многу поефикасно да се справиме со нив. Да, веруваме дека гледачите ги послуша овие совети во однос на тоа што значи силен, а што значи ефикасен имунитет, и доколку имаат дополнителни прашања, секако тука се и телефонските линии, ве очекувам може да се вклучите во рамки на нашиот разговор, а ние продолжуваме понатаму. Што во периодов кога имаме навистина голем број на грипови, настинки, вируси кои што се околу нас, имунитетот каков е, таков е, ние сакаме сега да се справиме со грипот и со настинките, медот, лимунот, супата, чаевите, сето тоа се нуди секојдневно на заболените и настинатите за да што побрзо ја надминат оваа состојба. Постојат многу состојки, намирници, кои што позитивно делуваат на нашиот систем, или во насока на превенција, или во насока поефикасно кога веќе ги имаме симптомите да се справиме со одредени бактерии и вируси. Јас во контекст на прашањето и на гледачката ќе кажам дека состојки кои што имаат докажано антивирално дејство се, повторно ќе го спомнам, цинкот, односно оптималните нивоа на цинк во организмот, ја зголемуваат отпорноста кон вируси, витаминот С, потоа има состојка која што се наоѓа во ладно цеденото кокосово масло, монолеурин се вика, практично состојка од леуринската киселина која што исто така има докажано антивирално дејство, екстрактот од лист од маслинка има докажано силно антивирално дејство, и исто така бета-глуканот. Во контекст на кои се оние намирници кои што можеме да ги внесеме за добар имунитет, јас прво ќе го истекнам бета-глуканот, кој што е исклучително важна состојка која што можеме да ја најдеме во најголеми концентрации во печурките, ја има и во алгите, ја има и во овесот, да кажеме, и бета-глуканот има многу важна улога да биде присутен особено и во исхраната на децата, затоа што тој овозможува и ја регулира или ја помага продукцијата на леукоцитите, значи на сите видови на клетки од имуниот систем, ја подобрува нивната мобилизација, значи тогаш кога веќе имаме некаква инфекција, потребно е навремена, брза, ефикасна мобилизација на имуните клетки на тоа место, дали станува збор за грлото, носот и така натаму. Но колку успеваме, се извинувам, преку овесот, печурките, како што кажавте, да алгите да го добиеме потребното количество на бета-глукан? Сега, доколку ние редовно ги внесуваме овие намирници и доколку навистина редовно ги внесуваме сите оние други, да кажеме, нутриенти кои што ги содржат витамините, минерали, витамини потребни за имуниот систем, би требало ние да можеме да го одржиме имуниот систем. Значи зборувам редовно да бидат внесени во исхраната. Во спротивно потребно е да се суплементираме, или оние кои што знаат дека можеби имаат послаб имун систем, или да кажеме кај децата кои што се поподложни на инфекции, кои што поспоро практично се развива имуниот систем, потребно е и е добре дојдено во вакви услови сега на зголемено присуство на бактерии и вируси да го земат и во форма на суплимент кој што е достапен. Меѓутоа јас сакам да истакнам дека тоа е навистина многу важен. Исто така дополнително ќе кажам, важен е за подобрување на активноста на макрофагите, тоа се клетки од имуниот систем кои што се баш способни за фагоцитоза, или практично ги јадат сите оние патогени микроорганизми кои што ќе ги најдат. Многу е важен за правилна регулација на ТH1 и ТH2 гранките, да кажеме, имуниот систем,
бидејќи исто така важно, како што кажав, силата и ефектот на имуниот систем да биде правилно балансиран и насочен. Тие дури помагаат, бета-глуканот помага и кај одредени клетки од имуниот систем да се создаваат слободни радикали, значи сега ги кажувам слободните радикали во позитивна конотација, бидејќи еден од механизмите со кои што имуниот систем се справува со патогените микроорганизми е да клетките од имуниот систем ослободуваат слободни радикали кои што директно ги оштетуваат патогените микроорганизми. Така што функциите на бета-глуканот се навистина многу големи, многу важни и потребно е дали преку намирниците природни или пак и како додаток да биде застапен во исхраната. Доколку имаме гледач, во секој случај му даваме простор. Добро утро, за кого? Дали е гледачот на линија? Доколку се слушаме, повелете. Режија, дали имаме гледач на линија? Немаме комуникација со гледачот. Продолжуваме ние понатаму, доколку секако се вклучи, ќе го вклучиме во програма. Ние да заокружиме секако она што е значајно за нашето здраве и за заштитата од настинките и вирусите. Значи, ги спомнав оние намирници и состојки кои што имаат докажано антивирално дејство. Јас тука ќе ги додадам и сите оние природни состојки, како што се да кажеме лукот, па и пошироката група на зеленчуци и кромидот и празот, меѓутоа лукот во најконцентрирана форма. На народски што се вели јадете лук, нема вирус. Точно, тоа е се издржани тие препораки, бидејќи тоа има и антимикробно, и антивирално, и антиинфламаторно дејство. Она што јас ќе советувам и можеби грешка која што ја прави населението е што го конзумира пребрзо лукот. Значи, за да во целост ги искористиме активните состојки на лукот, потребно е тој од кога ќе го излупиме, или ситно да го исечкаме, или да го изгмечиме и да го оставиме барем 7-8 минути да отстои. Тоа ќе даде можност за активирање на алицинот и други биоактивни молекули и потоа дури да го ставиме во термичка подготовка на храната, тие нема да се уништат и ќе можеме да ги искористиме и да ги добиваме придобивките. Да. Ете еден совет, да, имаме гледач, ќе го вклучуваме. Добро утро. Повелете во програмата. Поздрав до водителката и дентистот. Ви благодариме. Јас една гледачка сум многу вознемирена со болки во стомакот. И тоа навечер на мокрење ме тера на секоја пол час. А што треба бев на прегледи сегден, ми рекоа дека некоја инфекција сум имала на мокрачата и ситни каменчиња во бубрезите. Да, ние во секој случај зборуваме за имунитетот и исхраната како делува во превенцијата на вирусите и настинките. Да, но ето, доколку имате некоја совет за гледачка, спрема информацијата што ја кажа, најверојатно станува збор за некоја уринарна инфекција, која што сепак треба да се утврди точно за која инфекција со правење на антибиограм, со оставање на примерок од урината да се испита уринокултура и на тој начин точно ќе може да се одреди доколку е потребно и кој антибиотик е потребен, а во настока на природните антибиотици или кои елементи во храната имаат антимикробно дејство, бидејќи го станува збор за уринарните инфекции, станува збор за бактерии кои што дали Шерихија коли или некоја друга, постојат навистина природни продукти, како што кажав, лукот е еден од нив, понатаму природните зачини и зачинските билки исто така имаат многу јако и докажано, повторно ќе кажам, антимикробно, антивирално, антифунгално дејство, антипаразитско дејство, навистина се многу успешни со справување и му помагаат на организмот да се справи со патогените микроорганизми. Така да циметот, карамфилчето, морското оревче, куркумата, ѓумбирот е исклучително полезен да го користиме редовно во исхраната, дали сув или свежо рендан, да кажеме, во чаеви, во вода и така натаму, бидејќи тој ги поседува сите овие својства, дополнително го загрева организмот, дополнително ја стимулира и ја зголемува циркулацијата на крвта, која што исто така ќе помогне во поефикасна мобилизација на клетките од имуниот систем, така што е добре дојден. Дури и свежите зачински билки, без разлика дали се во свежа или сушена форма, како што се нането, босилекот, мајчината душица, ориганото, и сите тие можеме да ги користиме или во форма на чај, или како додатоци во исхраната, и треба многу повеќе да ги користиме. Ние практично чај пиеме само кога веќе ќе бидеме болни. Дополнително, да речеме, одредени есенцијални масла
или масла добиени од овие билки и зачини имаат докажано толку силно и моќно антимикробно дејство да практично научни истражувања и студии покажуваат дека тие подеднакво се ефикасни во уништувањето на одредени бактерии како и антибиотиците. Особено во тој контекст го истегнам маслото од оригано, кое што како природна состојка може многу ефикасно да помогне или практично комплетно да ги уништи одредени бактерии кои што може да бидат предизвикувачи на заболување, инфекции на грвото или на носот. Да, ќе му дадеме предности на нашиот следен гледач кој го имаме на линија за да можеме пополека и да ја заокружиме темата. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете од програма сте, ве слушаме. Јас се јавив преска, ама заборев уште две прашања. Да, за стресот што зборев, дали може, на пример, јас ќе кажам, се ти стрес на керката, она вика, немав температура, дали може да немаш температура и да не си настина да излезе херпес од ништо. Добра. Или стрес, тоа ми е битно, и јаболко кога јадам, мокрав навечер, дали од јаболкото или да не јадам навечер јаболко. Ви благодарам многу за прашањата. Ете, кажавме дека херпесот е поврзан. Од јаболкото, веднаш да кажам, не можам да го поврзам јаболкото и конзумирањето на јаболки како одредени состојки во јаболкото. Јаболкото содржи многу исто така течност и вода и можеби воопшто конзумирањето на храна доцна навечер да предизвикува таква состојба, која што може и најверојатно е врзана и со некои други нарушени физиолошки процеси во организмот или во функцијата на уринарниот систем кај госпојата. Во однос на прашањето повторно за херпесот, значи токму тоа е причината, значи во услови на стрес, во услови кои што доведува до намалување на имуниот систем, практично херпесот самиот од себе се избива, значи тоа не е таков вирус кој што по прв пат ќе го нападне нашиот организам, па ќе го алармира и ќе предизвика имуниот систем да реагира бурно и да направи висока температура и други реакции. Но секогаш кога имуниот систем ќе ни се намали, дали е тоа при некој хроничен замор, како што кажав, период на нередовно спиење, или во услови на зголемен стрес, или дури во услови на зголемено физичко оптеретување на организмот. Ние сите знаеме и препорачуваме дека редовната физичка активност е потребна за одржување на здравјето и за имунитетот. Меѓутоа, многу често грешат, знам луѓе кои што прекумерно го изложуваат организмот на физички стрес, прекумерно вежбаат, особено не долготрајни кардиоваскуларни вежби, тие негативно се одразуваат и науката многу јасно потврдува дека исто така го смалуваат ефикасното дејство на имуниот систем, така што кај керката на господјата навистина станува збор за некои од тие причинители кои што ќе доведат до намалување на имунитетот и после едноставно тој само се манифестира и може да се манифестира без температури и така натаму. Да, накратко секако ќе им дадеме простори на следните двајца гледачи кои што ги имаме на линија. Добро утро за првиот. Добро утро. Повелете, во програма сте. Јас сум женава на 70 години. Последниве 2 недели имам многу болка на левата рака. Поготово горе кај рамото, кај лактот и доле кај глуждот. Тоа се, мислам, неиздржливи болки. Добро. Појдов кај лекарката, ми даде некои инекциите уопште не гаува и не знам више кај да одам и што да правам. Ви благодариме што се вклучивте. Ќе му дадеме предности на следниот гледач, па ќе дадеме одговори за вашето јавување. Добро утро. Ало? Повелете, во програма сте. Да намалам скроз телевизоров? Да, намалете го. Или пак да оставам малку за да го слушам. Ајде, повелете за прашање. Јас сакам докторот да го прашам, какво е влијанието на лекарствата што се примаат во однос на имунитетот? Така. Ви благодарам за прашањето и секако продолжите понатаму да не следите. Во однос на првото прашање, веднаш ќе кажам, сепак потребно е гледачката да направи понатамошни исследувања, затоа што тие болки што ги кажа, верувам дека и докторката и кажала таа информација, може да бидат да се јават како последица на различни нарушени состојби. Од нарушена функција дури и на срцето кое што може да ги даде манифестација на такви болки, до постоење на калцификати и намалена функција на костено-зглобниот систем,
речем на левата страна на долж раката, до одредени, да речеме, спондилоза, реуматски болки кои што исто така може да ги дадат тие симптоми и потребни се дополнителни истражувања точно да се лоцира каде е болката, за да може да се знае како да се делува. Значи повеќе информации сега не можеме да дадеме. Во однос на прашањето гледачката што кажа, тоа е интересно прашање и навистина науката потврдува дека широк спектар на лекарства кои што се користат за една функција можат негативно да се одразат на имуната функција на нашиот организам, дури и пречестото земање на антибиотици, особено земање на антибиотици на своја рака, која што беше некоја навика што имаше нашето население, негативно се одразува на имуниот систем. На долг рок на вистина науката сега многу јасно и директно кажува дека прекумерното земање на антибиотици негативно се одразува, дури и потврдени се оние состојби на создавање на зголемена резистентност кон многу опасни бактерии, видови на бактерии, како последица, реков, на редовната контаминација на храната од животинско потекло со антибиотици, млекото, млечните производи или животинските производи, месото кои што всушност ги содржат оние траги на антибиотици кои што се додаваат во исхраната на животните кои што се одгледуваат во индустријските услови, негативно се одразуваат на нашата цревна микрофлора и на создавање на резистентност за оние антибиотици што понатаму може би нас би ни биле потребни. Јас ќе напоменам за многу повеќе, секако може да ве побараат гледачите да добијат совет. Тука толку имаме простора, имаме уште 20 гледачи кои што не чекаат на линија. Тука секако ги затвараме телефонските линии затоа што имаме и друга тема која што не очекува во рамки на денешното издание. Велиме добро утро за првиот гледач. Добро утро. Повелете, во програма сте? Да, благодарам. Сакам две конкретни прашања да поставам. Значи, дали во однос на исхраната има ограничување за проблем со триглицериди и масноти, што исклучиво не сме да се јаде, а на што акцента се удри, и за друга особа има проблеми со покачена тироидна жлеза. Дали и таму и антитела, значи и двата случаја се две различни особи млади. Така. Со покачена тироидна и 30 и нешто години не може да остане бремена, дали има ограничување на вистина препорака има да чеме морски плодови не сме, дали уште нешто не сме, и акцент да се удели на што смее да и се заснова храната. Така, ви благодарам. Да, ви благодариме вам за вклучувањето. Го слушаме и следниот гледач. Добро утро. Повелете во програмата. Ало, добро утро. Добро утро. Си извинувам да прашам за вирус Коксаки, како се лекува? Коктаки. Ви благодарам многу за јавувањето. Коксаки. Па сега јас гледачката долку ги следеше сите препораки дадени во разговорот, ние кажавме точно кои елементи имаат антивирално дејство. Повторно ќе кажам, многу е важен цинкот, витаминот С, бета-глуканот, екстрактот од лист од маслинка и други компоненти кои што веќе ги кажавме, севкупно значи да се подобри состојбата на имуниот систем, меѓутоа доколку има активна состојба во моментот на активен вирус, сепак докторите може да ги дадат најдобрите препораки. Во однос на првата гледачка, јас накратко ќе кажам за триглицеридите, регулирање потребно е севкупно да се намали внесот на шеќери во најширока смисла, не само додадени рафинирани шеќери, туку и скробни производи, што значи компир, ориз, леп, пецива и така натаму, и на тој начин најбрзо и најефикасно ќе успее да ги регулира, односно да ги намали. Сега препораките може да бидат многу подетални и пошироки, меѓутоа за тоа ќе се јави после емисијата. Исто така во однос на она прашање за тироидната жлеза. Да, тироидната жлеза која што на генерално ниво влија и го регулира метаболизмот може да има улога и да биде врзана исто нарушено репродуктивно здравје, меѓутоа веќе господјата спомна дека станува збор и за покачени антитела, најверојатно станува збор за Хашимото хипотироидизам кој што може да биде врзан со репродуктивното здравје, меѓутоа препораките тука се многу сестрани, многу детални и сепак за тоа би требало они да се јават
дали кај мене или кај некој нутриционист кој што ќе изготви директна детална диетотерапија наменета за нарушена функција на тироидната жлезда. Вака само со една-две препораки јас не би можел да дадам целосна и јасна слика на какви треба да бидат промените во однос на исхраната. Јас доколку има време само во една реченица на крај ќе додадам дека еве не ги спомнавме, но оние продукти што ги знаат граѓаните исто така помагаат и имаат покажано и научно дејство, како што се медот и производите од пчелите, како што се прополисот и матичниот млеч, исто така имаат докажано и антимикробно и антивирално дејство и е важно да бидат внесени. Витаминот С, накратко го спомнав, редовно потребно е да ги внесуваме овие производи што ги има, како овошето, цитрусното овоше или кивито, но уште повеќе да кажеме макдоносот, брокувата, пиперките кои што исто така ги имаме сега на пазарите и во овој дел од годината. Реков зачините и зачинските билки, супата од коски исто така е многу важна да не биде редовно застапена и таа делува поволно и многу зголемен внес на антиоксиданси во исхраната, како што кажав, со цел да се намали оштетувањето кој што слободните радикали го прават, а тие најмногу ги добиваме преку овошето и зеленчукот, и многу повеќе течности, бидејќи треба да разбереме дека оптималното ниво на течности во организмот помагаат на отпорноста на лигавиците, односно слузокожата во организмот, да не се задржува, да не се формира и да не се задржува оној секрет кој што понатаму тешко ќе го извадиме, дали е тоа од носот, од ждрелото или од долните дишни патишта. Гелото дало има многу ефикасно дејство, маслото од црно семе има ефикасно дејство и така натаму, еве не можеме да ги спомнеме сите. Немаме толку време во секој случај, да. Верувам дека дадовме доста совети за гледачите. Да, сигурно сум дека бевме корисни за гледачите. Јас ви благодарам што утре бевте заедно со нас и што помогнавте во давањето на совети и препораки за наш подобар имунитет и секако борба против настиките и грипот. Ви благодарам уште еднаш на поканата.